Да, се враќаме во студиото. Тука го имаме Самка Ибраимовски, кој е поранешен пратеник, председател на ПЦЕР. Господин Ибраимовски, добро дојдовте во студио 10. Добро најдовме. Драго ми е што денеска имам можност да кажам неколку збора. Да, со вас ќе зборуваме сега за некои иницијативи со кои вие сега сте политички активен, имате иницијативи до Уставниот суд. Сакам да позборуваме на почеток за тие иницијативи. Прва ви е во поглед на тоа, ми се чини, за застапеност на жените во политиката или поточно за тоа кога на пратеничките листи, дека кога жена ќе замине од местото пратеник, така? Да. Следна што треба да ја наследи мора да биде жена, иако пред неа има, да речеме, и мажи. Мора да биде жена според законот. Да. И сега вие тоа го оспорувате пред Уставниот суд. Па видите, тоа е една неправда направена. Нажалост, ја бев во тие едните што гласам, меѓутоа тоа така беше махерски направено, изведено од страна на одредени пратенички жени. Јас сакам да објаснам, еве зашто усвари ја поднесов таа иницијатива. Значи, ако на пратеник кој е избран од листата му престанува мандатот, тогаш на остатокот од мандатот пратеник на собранието станува наредниот на кандидат на листата. Ова правило важи само ако пратеникот на кој му престанува мандатот е маж. Ако е жена, тоа не важи. Наместо пратеник жена, мора да влезе нов пратеник жена. Но тоа не е се ако на жена пратеник по било кој основ превремено му заврши мандатот, ќе го заврши, кандидат прегува повторно жена. Мажот, иако е на листата, не може да влезе. Така е што пишува во членот 153а од изборниот законник. Ова неправда се случи на два пати на листата на кандидати, посебно од изборната единица 5, каде што пишува дека ако излезе жена, влегува жена. Ако гледаме во членот 9 од Уставот на Република Северна Македонија, пишува граѓаните на Република Северна Македонија се еднакви во слободи и права и независно од полот. Во следниот став од истиот член пишува граѓаните пред Уставот и законите се еднакви. Значи не знам зашто мора да биде жена да влезе. Тоа е дискриминацијски став кој е внесен во 153. Затоа јас ја поднесов таа иницијатива. Значи во два наврати, наместо да влеземе ја и Козаров 20-та, влегува две жени позади нашто се. Значи, ако биде и 20-та на списокот, ќе влезе жена, ја ако сум 10-ти не можем да влезем, затоа што не сум жена. Да, добро, сега за да аргументираме во дебатата, немаме тука сега од тие организации на права за жени или за човекови права и така натаму. Не, за еднакви можности тоа. За еднакви можности. Да. Вие сами одвелите дека сте гласали и вие за овие законски измени, но сега реагирате на некој начин бидејќи самиот сте погодени од нив. Дали вие вас само тоа мотивот што вие не сте влегле ко пратеник па сега да барате уставни измени за ова? Не се работи само за мене. Сакам да кажам, овој закон ги на некој начин го регулира застапеноста на жените во политиката, бидејќи тие не се застапени како мажете за да бидат застапени. Не е тоа. Не се работи зашто ја не сум тука. Ова се работи една неправда направена, што не е во тој момент така тоа, затоа реков махерски брзо беше направено во собранието и гласавме као поддршка за еднакви можности. Ако гледаме тоа, ја бев кој го бранеше законот за еднакви можности за жените, тогаш бев заменик министер и го бранев ја во собрание тогаш законот. Ако гледаме тоа. Затоа ја ова го прочитав тука, не го кажав случајно во членот 9 од Уставот на Република Македонија, граѓаните на Република Северна Македонија се еднакви во слободите и правата независно од полот. Значи, они имаат права. Значи, овдека е дискриминаторски е овој член кон мачкиот пол. Зашто? Еве зашто. Затоа што не се почитува прво редоследот на листата која е направена, која се прави листа за пратеник, се прави листата затоа што од 1 до 20 се ставаат пратеници кои треба да влезат во парламентот. Не може сите 20 да влезат, ќе влезе 8-9.
Тогаш зашто ја правиме листата? Тога листата нека биде отворена. Кој како сака нека влезе. Мислим, тоа е еден пропуск кој е направен и сметам дека Уставниот суд ќе треба да го укине, ќе го укине, верувам, затоа што јасно стои во Уставот на Република Македонија дека и сите имаме еднакви права. Не може дискриминаторски да се однесуваме. Не се работи за мене ова. Ова и за наредните избори кои ќе има. Ова треба да се среди. Мислам дека не е коректно. Вие сте 10 на листа, да влезе 20, а вие да останете да не сте во собрание. Не се работи тука за самка или за... Се плашите ли дека сега ќе бидете нападнати од овие организации за права на жени, за човекови права, бидејќи сега вие, според нив, сакате да вршите дискриминација? Па не, а што правиме ако има помалу мажи, а влезе жена во собранието? Листата? На листата, ако има од 10 пратеници од коалицијата, имаме 6 жени, 4 мажи. И влага жена. Тога кој е оштетен тука? Машкиот пол. Затоа е реков членот 9 од Уставот, јасно кажал, еднакви сме без разлика на полот, дали е машко или женско. Нема што да се нападне, ја го бранев законот, ви кажав за еднакви можности и правата не им се ускратени на жените. Меѓутоа, овој член е наметнат. Не само јас, ова го збора и моите колеги пратеници и од претходниот мандат и сега исто кажуваат како ова не го приметивме. Не, така беше тоа мајсторски направено и изведено во тој дел кој се гласаше за изборите. За нас жените така и знаете, ние малку сме попусливи машките и така направивме, така и колегите мои. И сега истите колеги што се и во парламентот, а и надвор од парламентот кажуваат дека ова е дискриминаторски закон кон машкиот пол. Да, добро, имате и втора иницијатива до Уставниот суд, таа е она за застареност на долгови, тоа претпоставувам дека најмногу се однесува на извршителите за начинот на наплата на долгови кои се стари над 10 години. Зашто е таа иницијатива? Видете сега во самиот закон, стариот закон за облигациони односи стои исто дека е 10 години. Меѓутоа во тој дел на законот од членот за законот стара правна несигурност кај судите кои го одлучуваат. Не знаат дали е застарено или не е застарено 10 години. Ние со овој член што го дадовме за измени да се направи, точно се утврдува од кога почнува застареноста, од денот на извршувањето. Значи за 10 години застарува. Не може Македонска банка... Значи се извинувам, од ден на извршување, а не од ден на настана долг. Не, од денот на завршува судската постапка и доаѓа извршување. Доаѓа до извршување, да. Од тогаш до 10 години. Тука има и злоупотреба од страна и на извршители и на доверителите. Чекаат 9 години и 11 месеци, на 10 месец ти ја пушта извршувањето и ти рачуна и камата и тоа испаѓа троstruko повише од главниот долг. Еве, земите ја пример, затоа реков Македонска банка. Јас имам луѓе што ми се евува, не ги донесов денеска подписите тука, да ја покажам колку подписи имам добиено од граѓани. Преку 200-300 подписи што ми дале и преку онлайн за законот и вака подпишани листи. Забрав да ги донесем тука да ви покажам колку луѓе од Македонска банка што имале долг по 1000 денари плаќаат по 120, по 130 илјади, некои па и 200 и 300 илјади денари, што порошле 20 години, не 10 години. И овде што е многу битно. Зошто нивните долгови не застаруваат тогаш? Ова е тоа што вика у самиот закон сегашен на законот за облигациони односи пишува дека застареноста е 10 години. Меѓутоа судиите во пракса тоа не го применуваат дека е застарен 10 години. Ние сега со овој член што го бараме да се дополни, тоа е прецизирање. И со тоа прецизирање нема да има двоумење и никај судијата, а ќе биде заштитен и граѓанинот. Тука имаме, видите сега, тука имаме злоупотреба и правата на алтернативни заработувања од страна и на доверителот и на извршителот. Тука овој член мора да се прецизира, а што е уште многу битно,
согласност владата има дадено за овој предложен закон. Јас кога бев пратеник го предложивме во собрание. Гласаше и опозицијата и позицијата. Добре, и што се случи? Се случи на законодавната правна комисија, се случи несогласување со некои колешки партеници од страна на власта и дојде до забуна и не дојде да се стави на точката на дневен ред во собрание за гласање на овој закон. И се распушти парламентот и остана така. Затоа предлагам и сега на моите колеги и пратеници сегашни и од опозицијата и од власта, овој закон е за народ. Да го заштитиме граѓанинот само можеме на овој начин. Значи, овој закон треба да го заштитиме, треба да донесеме закон што е донесен за камати, да се прецизира дали влегува затезната камата или не влегува. Тоа треба да се дополни законот сега што е пројден во собранието. Треба да се види работењето на извршителите, што е многу битно, затоа што ние имаме финансиска полиција која заборави да види како стекнуваат богатство извршителите од страна на нивните решенија што ги даваат кон граѓаните. Тоа треба да се види кој бил самка пред да стане извршител и од кога станал извршител што има, како печурки изникнуваат. Ненормални. Секоја честна постојни извршители. Има и честни извршители кои ја гледат каква е состојбата и гледат на некој начин како да му помогнат на граѓанинот кој е задолжен за таа сума. А претежно се задолжени, знаете, сиромашниот народ. Не е никој задолжен, има и други средни, да кажеме, кои се средна категорија на граѓани кои се задолжуваат со извршени решенија, меѓутоа тоа со извршителите треба да се прецизира, да се види кои се и на кој начин како го злоупотребуваат извршувањето. Имаме камати, ви кажав зашто е ова застранство. Да. Значи камати имаме, што многу лоша, да земал 10.000, враќа 20 до 25.000 евра. Ако земал 30.000, враќа 60 до 65.000 евра. Па тоа е огромна сума на пари. Добро, има владата веќе донесе едни законски измени за извршителите со кои кажаа дека им се намалени маржите, дека се намалени сите тие трошоци извршителски за граѓаните. Дали тоа ја подобри состојбата? Ништо не е намалено. Они се заштитени како бела мечка, извршителите. Си земаат што сакаат. Јас сум спремен на некоја емисија да ги кажам и по име и презиме извршителите како и на кој начин се збогатиле. Имаме ние извршители кои драстично се обогатија. Која е таа работа што се заработува толкова голема цифра на пари? Од награди, од ова може да купи станови, плацеви, викендици, ниви, плацеви, не знам што и 300 работи. Па јас имам 1000 докази кои сум ги предошил до финансиска полиција. Финансиската полиција е таа која треба да ги испитува сите овие работи. И тука е она што треба да и владата да ги прецизира и да има контрола над извршните решенија од страна на извршителите. Затоа јас како пратеник и во самото собрание барав ревизија да се направи на извршните решенија и повторување на постапка на предмети кои се сомнително донесени од страна на суди кои имале личен интерес за таа работа или биле партиски, имале притисок да донесат одлуки кои се спротивни на она што е правата вистина на тоа донесено решение. Меѓутоа, тоа не се исполни тоа околу повторување на постапка. Имаме ние многу судски предмети такви. Се јавуваат граѓани кај мене редовно. Јас користам прилика и да ги поздравам моите фанови од Facebook, ги имам 5000 и 2000 кои чекаат да пристапат да бидат, меѓутоа лимитот е до 5000. Ги поздравувам сите мои фанови, им посакувам трпение, ова што се случува да го издржиме сите заеднички и да направиме нешто што е подобро за граѓаните, односно за народот. Јас сум народен човек, секогаш работам за народ и предлагам
и закони, предлагам и мои мислења кои се во интерес на граѓаните на Република Македонија. Гледаме што се случува во собранието, господине Ибримовски, и вие како поранешен пратеник, една силна поларизираност во собранието од страна на опозицијата, има активен бойкот, како што тие го нарекуваат, а сега доколку, како што велат, не им се спроведе и втората иницијатива за референдум, доколку не им се усвои, најавуваат и порадикални средства, како што велат, што и да значи тоа, ќе видиме. Вие на што ви личи сега собранието? Гледате што се случува, сте били внатре, знаете како делува тоа и внатре. Како ви личи сега кога не сте надвор, гледате, а знаете како функционираат работите? Видите, сега јас бев пратеник, сварно, имам и колеги кои се тука, меѓутоа, знаете ви, јас пишувам и афоризми повеќе. Да, и по тоа сте познат на Фейсбук. Сега, ќе кажам еден специјален афоризам за тие, за сегашниот состав и за ова што се случува во собранието. Еве, вие како новинар сте биле сигурно пред собрание и сте виделе дека нема ни една канта за џубре пред собрание. А зашто нема? Затоа што џубрето е внатре. Ова е срамота што се прави со државата. Вамо викаме дека сите сме за ЕУ и НАТО, еве НАТО ја исполнивме обрската, без разлика преспанскиот договор како беше, што беше, влеговме во НАТО. Сега викаме, ние сме, опозицијата вели, ние сме за Европска Унија, меѓутоа договорот да не го признаеме. Па ако не го признаеме договорот, ние не можеме да одиме понатака. Дали нешто се смени со преспанскиот договор, што се смени, се додаде една придавка северна. Македонија остана тука, македонскиот јазик тој истиот, не се смени ништо. Сега во овој момент што барат референдум, тој референдум е бар за мене бесмислен и ќе нема никаков ефект, уште од стартот се знае дека тој ќе биде неуспешен. Од причини што само ќе гласа опозицијата. А треба 900.000, околу 912.000 граѓани за да биде успешен. Можно ли е 912.000 граѓани? Нема да успее тоа, сигурно. И они самите го знаат тоа дека не е успешен, али еве гледате изјавата на Мицкоски каква е. Вика дека не сме против да се внесат бугарите во уставот на Македонија. Па ако не си против да се внесат, тога нека се внесе и да видиме како ќе биде понатака. Меѓутоа, за да биде се окей и ова што ми поставувате прашање што јас мислам, што треба да се направи, тоа е да се седне, бидејќи се работи за национален интерес, не се работи тука за поединци или за партија политичка. Да се седне, да се ревидира тој бугарски договор, да се види каде се недостатоците на тој договор и што треба да се направи за да се направи консензус. А се знае што е консензус. Не може, консензус е она што не може да биде ниту едната, ниту другата страна задоволна, меѓутоа да се најде некое соломонско решение, а тоа е да се среди. Нека се седне, нека се разговара, меѓутоа предрасудите што ги имаат како политичари, како партии, да си ги остават дома и кои ќе дојдат да седнат да разговарат со трезни глави, без предрасуди и да за интерес национален за државата се работи. И да најдеме решение и така да се оди напред. И да дојде, да има промени. Еве, да има промени на власта. Ако има промени на власта, ако сакаме во ЕУ, пак и тие ќе морат да го, овој бугарски договор да го направат. Тоа е веќе кажано и е во постапка на спроведување. Сега во овој момент, лично јас сметам дека треба да дадат една шанса да овој пројде, да влезат во уставот бугарите, бидејќи тоа е едно од условите за тоа е директен устав, да. Доколку има додирни точки околу идентитетот и културата на македонскиот јазик, тогаш може да се најде, да се интервенира, односно да се прекинат сите постапки околу преговорите. Меѓутоа, имаме и од Европска Унија укажување дека без разлика на договорот, дека преговорите ќе си одат понатака и ќе нема да има проблем околу
влезат на Македонија во Европската унија. Меѓутоа, ако имаме додирни точки, јас сум против тоа да се додирнат точките околу идентитетот на македонскиот народ или уште многу други работи кои во договорот не се предвидени, да се прецизираат. Тоа е што викам ја, да се ревидира тој договор, да седне и опозицијата и власта и да најдат некои точки кои се додирни, кои сметаат дека ова не чини за државата, ова чини, меѓутоа тоа треба да биде коректно и реално направено. Не само ради тоа да додидеш на власт. На власт се знае како се доаѓа. Да, имаме уште некоја минута до крајот, ве молам за вака еден кус одговор. Сте биле внатре во собранието, сте биле пратеник, знаете како делува сето она, бидејќи луѓето кога гледаат од надвор, гледаат еден силен антагонизам, поларизираност, често и на рап на физички конфликт. Гледавме што све се случува, но дали е тоа после внатре навистина така? Дали пратениците помеѓу разните политички опции кога не се пред камерите се однесуваат исто како што се однесуваат пред камерите? Па видите сега како што се однесуваат пред камерите, тоа е нормална работа која се работи за кажување на своето мислење и од опозицијата и од власт. Малку се за сите зборувам, да. Во самото собрание има почитување како колеги, како другари, едноставно така она што треба да го поседува секој човек, тоа е добар ден, здраво, како се добри, немаме некои вака директни судири. Меѓутоа постои некоја мржа меѓу еден и друг пратеник. Меѓутоа таа мржа не се искажува во собранието, меѓутоа кој ќе излезе на говорница, тоа го кажува самиот пратеник и се гледа дека има негативно мислење кон пратеничката група и кон личноста која го предлага тоа законско решение, а тоа не би требало. Ја мислам дека најголемата демократија што треба да се направи кај нас е да донесеме, да имаме почит еден кон друг пратеник и навредите не да бидат граѓански, како што ги има во собранието, и народот не заслужува да гледа такви пратеници и такви дискусии кои се недолечни и не се добри за еден пратеник, дали е од власта или од опозиција, да се служа со таков вокабулар каде што укажуваат многу нечестни, неодговорни работи, еве како што слушав сега пред неколку дена околу изборот на уставни судии, каде се укажуваат многу работи кои се, мислим, кои се лоши и за самиот пратеник, а и за самиот човек кој е предложен за уставен судија. Тоа би требало да се направат пред тоа, а не да се чека овој момент да се дојде и да се каже кој е самка, кој е сеат и така натаму, и многу негативни работи се кажуваат кога веќе поминало долго време. Тоа требало пред тоа да се спречи оние работи што ги случуваат сега дискусиите на поедини пратеници. Постои колегијалност, меѓутоа во граници на дозволено, на чисто кој сметам дека и треба така да биде, да се почитува еден пратеник со друг во собранието. Да. Јас само би ги замолил колегите пратеници, она што е потребно за народот да го направат, тоа е да го донесат овој закон за застареност. И имаше уште еден закон кој го донесовме за откуп на пензијскиот стаж. Да. На фирмите кои се избришани од Централниот регистар. Јас сугерирав на некои колеги мои пратеници да тоа го направат и за фирмите кои се активни, а не можеле да ги пратат доприносите, а сега да кажеме некој има уште 2 години до пензија, не може да оди ради тоа што фирмата не му ги пратила. Да може да се докупи. Да, он самиот да се ги плати и да може тоа. Само тоа е еден член од тој дел и тоа е добро да се направи само ради народот што е она. Добро, еве со овој апел на некој начин го завршуваме разговорот. Ви благодарам господин Ибраимовски за ова гостување. Благодарам. Вие, почитувани гледачи, следавте уште едно студио 10 на телевизија 24. Останете со нашата програма за брзо следуваат вестите.